Како ново назначен ВД директор на основното училиште Никола Карев, сакам да ја информирам јавноста за настанатата ситуација. Иако не сакам да се навраќам години наназад и да ги коментирам непазарните цени кои превозникот Автоатом ги има склучено со договор за јавна набавка, по кој немилосредно се богати на терет и штета првенствено на учениците, а при тоа и на сите нас како даночни обврзници, ќе ја коментирам само денешната ситуација. Превозникот Автоатом со првично решение за нотарски платен налог од 17.7.2017 година и новиот налог за извршување на 25.8.2022 година изврши блокада на сметката на училиштето Никола Карев, од која беа повлечени 682.641 денари, од кои 630.529 денари за камата и остатокот од 52.112 денари се нотарски трошоци. Текот на ситуацијата е следна. На ден 17.7.2017 година, со решение на издавање на нотарски платен налог, Автоатом бара да му се исплати камата на основен долг од 4.138.588 денари, долг кој што е измерен во целост. Со самото доаѓање на новиот градоначалник на општина Кочани почнуваат и притисоците од страна на Автоатом за наплата на оваа камата. Како точка на дневен ред на првата седница на Советот на општина Кочани, за да не дојде до блокада на сметката на училиштето, градоначалникот под притисок врши ребаланс на буџетот и сите расположливи средства во износ од 816.000 денари по барање на тогашниот директор на училиштето Никола Карев се пренаменуваат за исплата на каматата. Остатокот од каматата, која по пресметка на банка е во вкупен износ од 1.797.158 денари, училиштето се обврзува дека ќе ја исплати во 2022 година, а при тоа да не се наруши нормалното функционирање на истото. Согласно договореното, на ден 7.4.2022 година, училиштето Никола Карев подмирува 200.000 денари. На ден 31.8.2022 година подмирува уште 150.000 денари и во джентлменски договор со Автоатом училиштето се обврзува дека и остатокот од каматата ќе биде исплатен, кој што договор од страна на превозникот не е испочитуван. Денес, 2 септември 2022 година, од страна на Министерството за финансии ме известени дека од сметката на дотации се повлечени 682.641 денар. Зошто превозникот чекаше да пушти решение за издавање на нотарски платен налог и да започне со притисок со самото доаѓање на новиот градоначалник, иако побарувањето за каматата се однесува за фактури од 2013 до 2017 година? Зошто блокадата на сметката на основното училиште Никола Карев не се изврши пред заминувањето на претходниот директор, туку се чекаше моето назначување и веднаш да се блокира сметката? Бидејќи основниот долг спрема Автоатом е целосно подмирен, дали средствата од каматата во износ од околу 1.800.000 денари и нотарски трошоци можеа да се искористат за најмалите ученици за создавање соодветни услови за учење, а еднаш Автоатом да се представи како општествено одговорна фирма. Јавноста е доволно мудра самата да донесе заклучок.